По рекламите ги започнуваме вестите на Ирис телевизија. 18 грипосани, 8 хоспитализирани на инфективното оделение, преку 40 извршени амбулантски прегледи. Ова бројка не е загрижувачка, но има тренд на раст. Кулминација се очекува кон крајот на јануари и почетокот на февруари, кога започнува второто школско полугодие, а стимнување на грипот се очекува со почетокот на пролета, објасни директорот на Штипскиот центар за јавно здравје. Вирозите и грипот земаат се поголем замав во Штип. Тивката епидемија која ги покоси штипјани не стивнува. Лекарите со полни раце работа. Походниците во ординациите и болницата гужва. За лекарски преглед се чека во редица. Засега официјално 18 лица се заболени од сезонски грип. Веќе добиме и првите пријави на грип во Штип и Штипско. Значи, од петок и вчерашниот ден имаме пријавено 18 случаи на заболени од грип. И констатацијата дека се појавува пред и после Нова година се оствари и оваа година. Значи, очекуваме, како и во цела Македонија, бројките да растат кратодневно. Поради влошување на здравствената состојба неинфективно се хоспитализирани и 8 лица, а само ноќеска 100 заболени побарале помош во итната медицинска помош. Кревет повеќе се баре и на детско. Во функција се стават и дополнителни кревети. Епидемиолозите тврдат дека по новогодишните празници состојбата со грипот ќе кулминира. 18 како почеток не е бројка за загрижување, меѓутоа ќе растат тие бројки. Се очекува кулминацијата некаде после почнувањето на школската година, после распустот. Значи, кога учениците ќе седнат на школските клупи во блиски контакти, тоа би било некаде крајот на јануари, февруари, меѓутоа грипот, сезоната на грипот трае и во март, па можеби некојаш и почетокот на април. Препораките на лекарите за превентивно и ефикасно лекување се познати. Консумирање на многу витамини, топли напивки, избегнување присутност во групи и строго придржување кон дадената лекарска терапија. Имајќи предвид дека во престојниот период се очекува постојано зголемување на бројот на заболени, Комисијата за заразни болести ги донесе следните препораки. Ограничување на посетите на хоспитализираните пациенти во болниците со цел спречување на интрахоспитални инфекции, одбегнување на престој во поголеми собири, каде што има присуство на голем број луѓе, како и одбегнување на контакт со заболено лице. Според Комисијата за заразни болести, бројот на заболени од грип во државата е зголемен во однос на истиот период лани, а само минатата недела биле пријавени над 4000 случаи на ново заболени од грип. Со започнување на зимскиот распуст се очекува намалување на бројот на заболени, стои во соопштението на Комисијата. Во детските градинки се зголемува бројот на отсутни деца поради вирусите и грипот. Од градинките велат дека во вакви услови на високо ниво е хигиената и исхраната. Од оделенијата за образование потенцира дека и покрај оправданото отсуство на поголем број на ученици нема да има промени во одвивањето на наставата до крајот на неделата. Во детските градинки расте бројот на отсутни деца поради вирозите и грипот. Во двете детски градинки во Штип денеска не се згрижени 240 деца, за кои родителите најавиле дека се со симптоми на вирози и грип. Директорите на градинките велат дека во вакви услови хигиената е на највисоко ниво. Активностите, чекорите кои што ги презимаме, значи исхраната, затоплувањето, хигиената е на највисоко ниво, но јас би сакал да апелирам до родителите, бидејќи тоа е најдобра превенција, дечињата кои што се настинати, кои што имаат вироза, да не ги донесуваат во градинка, нели да издржат неколку дена за да можат и другите да останат, нели да не се заразат. Од Општинското оделение за образование забележуваат дека состојбата со отсуството на ученици во основното и средно образование не е алармантна, но поголемо отсуство на ученици поради актуелните вирози и сезонски грип има забележано во основното училиште Ванчо Преќе. Овие 2 дена констатираме отсуство на голем број ученици.
Вкупниот број на отсутни ученици во текот на вчерашниот ден е 211 ученика. Денес во првата смена ја констатиравме истата состојба, истиот број на отсутни ученици 111 во А смена. Сонја Николовска од Оделението за образование во општина Штип потенцира дека оваа бројка на отсутни ученици не одскокнува од бројката од минатата година. Во средните училишта нема зголемен број на ученици кои не присуствуваат на настава. Во последните 4 дена од првото полугодие училиштата ќе си работат нормално. Ние работиме според насоките на Министерството за образование и наука. Таму генерално се прибираат податоци, се сумираат и се компарираат. За сега нема потреба и нема можност за некоја алармантна состојба. Повторно ќе нагласам, сепак, тоа треба да се изјаснат стручните служби, матичните лекари, кои што ќе кажат каква е состојбата. Во Кочани во детските градинки од 700 во 4 клонови се згрижени 400 деца, или околу 40% од децата се отсутни поради симптоми на вироза или грип, а некои од родителите и превентивно не ги носат во овие установи. Во Пробиштип информира дека немаат забележано поголемо отсуство на ученици и деца во детските градинки. Чорапи во оцет, масажа, туширање со млака вода се првите чекори кои треба да ги преземат родителите за да ја намалат температурата. Доколку и понатаму продолжи да расте и се покачи на 39, тогаш задолжително да се побара лекарска помош, советуваат педиатрите. Во првите 24 до 48 часа при појавата на температурата, најдобро е родителите да пробат сами да ја намалат температурата, советуваат педиатрите. Доколку детето почне повеќе да малаксува и температурата да се зголемува, тогаш е веќе време да се побара лекарска помош. Во ваква една состојба, епидемиолошка како што сега постои во градов, секако дека најпрво треба да се применат основните мерки дома, во домашни услови, па дури и кај матичен лекар не би требало да се појавуваат тие деца во почетокот. Секако, општата состојба на децата не е промената. Тие се весели, си јадат, играат, меѓутоа покачуваат температура на 4 до 6 сата. Доколку таа температура не е екстремно висока, се мисли над 39-40 степени, децата се субфебрилни ги наречуваме, значи добро компензираат со примење на доволно течности, примење на антипиретици или сиропи за намалување на температурата би можело да се контролира состојбата. На овој начин, појаснува Гацова, ќе се намали фреквенцијата на детско, а истовремено родителите ќе си ги заштитат децата и од други болести. Значи, апелирам да не се донесуваат дечињата непотребно, ако температурата продолжува повеќе, станува повисока и потребата за давање на сиропи против температура се намалува растојанието на 4 часа, во тој случај или се јавува кашлица, во тој случај таквите деца треба веќе да се контролираат и тоа најпрво кај матичниот лекар, а дополнително, ако има потреба, доаѓаат на детското оделение. Видовте и сами во ходниците дека се ствара една непотребна гужва, така да не може да се пружи соодветна помош на оние кои навистина им е потребно или прегледот да се изврши во најкраток можен рок во амбулантата на оделението, кај оние деца кои навистина им е потребно и кои имаат веќе компликации од првичната инфекција. Тивката епидемија од вирози и грип во Штип се појави во почетокот на минатата недела. Инаку времетраењето на лекувањето и терапијата се две главни различни компоненти меѓу вирозите и грипот. Вирозата со адекватна терапија трае 2, а грипот 7 дена. Се поголем број на студенти се запишуваат на факултетот за рударство и геологија, кој е единствен во земјава и е со предзнак од национален карактер. Ректорот на Штипскиот универзитет Блажо Боев вели дека наскоро се очекува отварање на 4 нови рудници. Отварањето на новите рудници за бакар и злато во источна и југоисточна Македонија ќе бидат генератор за развој на овие региони. Во текот на наредните години се планира отварање на 4 рудници, кои ќе вработат рудари, но и млади инженери. Ако земите, да кажеме, Иловица, кој треба да веројатно скоро влезе во градба и скоро влезе во експлоатација, тоа е еден огромен рудник со огромни инвестиции, околу пола милиарда евра инвестиции се таму. Потоа во околината на Валандово, тоа е Казандол, исто така рудник за бакар, Иловица рудник за бакар, во околината на Пробиштип, Плавица се планира влезе во отварање, исто така во Беровско, тоа е Кадијица,
Така да има региони кои во момент се доведени во фаза, да кажеме, на поголемо сознание и поголемо знаење во поглед на минералните сировини. И мислам дека за тие региони тоа ќе биде значаен генератор на развојот. Ректорот на Штипскиот универзитет забележува дека на Природно-техничкиот факултет од година во година се зголемува бројот на запишани студенти токму за рударство и геологија, бидејќи овие програми се единствени во земјава и се со предзнак од национален карактер. Тоа е елитен факултет. Значи, во државата не постои друга програма од област на рударство и геологијата. Таа е програма со национален предзнак и национален карактер на програмата и јас слободно ќе кажам дека по нивото на развој таа установа е исклучително развиена установа и заедно со уште неколку установи во рамките на УГД, како што е земјоделскиот факултет и како што е медицинскиот факултет, се веројатно од водечките установи во генерирањето на развојот на овој и динамизирањето на развојот на овој универзитет. Во земјава во рударскиот сектор се вработени околу 13.000 рудари. Во моментов над 150 странски компании истражуваат на теренот. За сега е известно дека Казандол во Валандово ќе се отвори, бидејќи таму е почната градбата, а продолжувањето на векот на засега единствениот рудник за бакар и злато Бучим зависи од отварањето на рудникот Боров дол, кој се наоѓа на територија на Штип и Конче. Во Општинското основно училиште Ванчо Прке се привршува со реновирањето на кровната конструкција на спортската сала. Инвестицијата е над 1 милион денари. Општинското основно училиште Ванчо Прке при крајот на годината ги завршува активностите со реновирањето на спортската сала. Активностите на комплетната реконструкција на кровната конструкција се при крај. Ова календарска година ја заокружуваме со еден одличен проект, промена на кровната конструкција на спортската сала. Пред известен период, кога ги променивме прозорците, најавивме дека се надеваме на уште еден голем зафат, кој еве денес до утре најдосна ќе го завршиме. Благодарение на општина Штип, значи и слухот кој што го има градоначалникот примариус магистр Ицо Захариев, еве значи оставаме уште една голема трага во нашето училиште, промена на кровната конструкција. Со реновирањето во спортската сала се создаваат подобри услови за едукација и за работа на наставниот кадар. Пред известно време беа реновирани WC-ата, потоа прозорците се сменија комплет, така да промејата е нема, сега изолацијата, односно кровната конструкција целосно е сменета, со изолационен материјал, лим, тервал, лим, така нешто, и така да условите ќе бидат уште подобри, како за нас, така и за децата. За реконструирањето на кровот на спортската сала на Општинското основно училиште Ванчо Прке се потрошени средства над 1 милион денари. Две сообраќајни несреќи со потешки последици се случиле вчера вечер во Штип. По дебелиот крај го извлекле пешак и мотоциклист кои со скршеници завршиле во болница. 68 годишна штипјанка и 20 годишен мотоциклист се потешко повредени во две одделни сообраќајни несреќи регистрирани вчера вечер во Штип. Момчето се превезувал на мопед АПН-6 кога бил удрен од воzač на Лада Нива, 53 годишен штипјанец. Несреќата се случила на улицата Брегалничка околу 22 часот и 20 минути во непосредна близина на крстосницата со улицата Балканска од истоимената штипска населба. Момчето се здобило со тешки телесни повреди, скршеница на колк, вилица и носна коска, кои ги констатирале лекарите откако со возило нетната медицинска помош било пренесено во Штипската клиничка болница. Неофицијално денеска повреденото момче е транспортирано на клиника во Скопје, а возачот што удрил во него бил под дејство на алкохол. Лекарите во Штипската клиничка болница синоќ интервенирале и на уште еден тежок случај последица на сообраќајна несреќа која се случила во населбата Сењак. Ортопедите ги санирале раните и повредите кај 68 годишна штипјанка која била прегазена од возач на улица. Несреќата се случила околу 20 часот и 20 минути на улицата Сремски фронт, кога 69 годишен возач, жител на населбата Старкара Орман, со возилото Југо удрил во неа, нанесувајќи тешки телесни повреди. Штипската библиотека ги награди читателите рекордери за 2016 година со дипломи и книги. Библиотекарите задоволни од покажаниот интерес на штипјани за читање книги, велат позајмените книги редовно се враќаат.
Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип денес на своите најдобри читатели кои позајмувале најмногу книги во 2016 година им се заблагодари со пригодни награди. Крајот на 2016 година овој ден е посветен на нашите ценити читатели, консументи на духовната храна од библиотеката, книгата, да им одадеме едно признание на благодарност за тоа што се постојано тука со нас и се дружат со книгата. Нималку лесна работа на библиотекарите, значи да ја одберат најдобрите, но според нивната евиденција што ја имат во текот на целата година е направен избор и тоа по оделенја, значи на примоиздадените оделенја, детско, возрастно и академско оделение. И покрај интернетот и електронската технологија, книгата останува да биде најдобриот пријател. По влегувањето во пензија, задоволство најдов во читањето на книги. Имам доста много прочитано, преку 200 ги броев, не можев да ги добројам. Секоја книга е посебна за себе, стварно книгата е најдобар другар и пријател на човекот, осознаваме многу работи. Со читањето не сум само после пензионирањето. Читам уште од детски нозе, возраста не ми сметаше, може би се менуваше само интересот, жанровите. Најдобро студенти доаѓаат тука да учат, бидејќи има мир и тишина. Би сакал да се заблагодарам на Народната универзитетска библиотека за доделената награда како семејство и на нашиот син како читател од учениците. Пред се сега не би сакал да се задржувам на определени омилени автори кои ми се или на дела посебно да издвојувам. Секоја книга си има своја убавина ако се чита. Мислам, кој чита книги ќе го поделе мислењето со мене. Библиотекарите задоволни од интересот што го покажуваат читателите. Ние сме горди што бројот на нашите читатели се зголемува од ден на ден, интересот на книгата исто така. Набавуваме нови содржини, што е навистина поттикнувачко за најмладите да откриваат нови вредности содржини на книгата и се надевам дека ова ќе продолжи во иднина. Редовно доаѓаат, зимаат, читаат, така да веќе имаме и што спремаат магистратури, докторати, што не е особена чест. Од Штипската библиотека најавија дека од нова година па се до февруари библиотеката во саботите нема да работи. Со песни и танци, децата од градинката Вера Циревири Трена утринава го дочекаа Дедо Мраз. Најмалите ја испратија старата и ја дочекаа новата година, посакувајќи им на сите многу љубов и среќа. Во новогодишната представа беа вклучени над 120 деца. Веќе втора година ја организираме оваа новогодишна приредба во мултимедијалниот центар, бидејќи интересот и нашите залагања за цврснување и продлабочување на соработка со родители дава плод, односно бројот на родители е се поголем. Веќе, како што кажа, втора година ја одржуваме во мултимедијалниот центар и мислам дека децата се покажаа во одлично светло. Припремите траја некаде околу 15-20 дена. Кривична пријава за директорката на здравствениот дом во Берово. Според полицијата работела несовесно во службата и кршејќи неколку закони го вработила синот. За 2 месеци пријавила корисна штета на здравствениот дом од над 82.000 денари. Беровската полиција и поднесе кривична пријава на директорката на здравствениот дом во Берово. Според пријавата на надлежните, 61-годишната директорка ја злоупотребила службената положба и овластување, а и несовесно работела во службата. Имено според нив, РМ како директор на јавната здравствена установа Здравен дом Берово ги повредила законските прописи за судирни интереси и пропуштила должен надзор на тој начин што отстварила контакт со лице од Кочани, како управител на Агенцијата за привремени вработување и договорила со него, врз основа на претходно потпишан договор за јавни набавки, за услуга и отстапување на работници, да биде потпишан и договор за отстапување на работници за вршење на привремена работа, како и договор за вработување со нејзиниот син. Затоа осомничената директорка му ги доставила документите на БД, барани по условите за работно место кое не видирало во правилникот за организација на работа и систематизација на работните места.
со пропишани услови во насока на давање на приоритет на одредено лице со цел задоволување на приватен интерес, постапувајќи спротивно на правилникот за организација на работа и систематизација на работни места и законот за спречување на судирни интереси. На незиниот син му возможила да се вработи, со што директорката стекнала корист на штета на јавната здравствена установа Здравен дом Берово за месец август и септември оваа година од 82.329.000 денари, информираат полицијата. Пливачкиот клуб Челични од Штип со успешен настап на меѓународниот пливачки митинг во организација на Македонската федерација ја заврши надпреварувачката 2016 сезона. Со организирање на новогодишниот пливачки митинг се заокружи пливачката сезона во Македонија. На митингот во организација на Македонската пливачка федерација настапија преку 400 надпреварувачи од 20 клубови од Македонија, Србија, Албанија и Косово. Меѓу нив беа и пливачите на клубот Челични од Штип, кои постигнаа добри резултати. Сепак најдобар резултат оствари Иван Киров, кој го освои второто место во дисциплината 100 метри градно. Останатите членови Смилјан Нашков, Ристе Нашков, Матеј Трајчев, Христијан Јанков, Кире Глаев, Игнат Санев, Антони Андоновски, Марија Цоневски и Вероника Зашевска обезбедија пласман од 4-то до 9-то место во своите дисциплини. Со овој настап се стави крај на една успешна сезона на штипските млади пливачи, остварена на летото и зимското државно првенство, потоа настапите на Охридскиот, Велешкиот и Преспанскиот маратон, како и на многобројните пливачки митинзи одржани овде во Македонија и во соседните земји. Тоа беше се во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Пријатна вечер.